Се враќаме во студиото. Господине Рамадани, Василевски отвори низа на прашања во поглед на придобивките од НАТО треба, не треба, слушнавме многу аргументи. Една работа исто така интересна, дека многу земји што се членки на НАТО, еве да почнеме од Албанија, нашиот најблизок сосед, па да одиме кон Турција, Унгарија, сега и други членки, имаат сериозни проблеми со демократијата и тоа е евидентно. И тоа после некои од нив, како Турција, после децениско членство во НАТО. Значи се побива ли со тоа тезата дека НАТО носи демократизација и благосостојба? Секоја земја си има своји специфики, тоа понекогаш географијата го наметнува, понекогаш историјата, бекграундот и на државата и на... Ние мора да признаеме дека не е исто, јас спомнав и во еден од медиумите, земјите од Европска Унија, кои се во исто време и членки на НАТО, сепак граничат со земји кои сепак се демократски, да речеме, не е исто, јас кажав. Пример, ако граничиш со Швајцарија, со Монако, со Лихтенштајн и се, нормално дека покомотно се чувствуваш како држава и во однос на тоа што е воен аспект. Меѓутоа, кога си Турција и граничиш со Ирак, со Иран, со Сирија, сепак таа географија ти наметнува да се разликуваш од тие прогресивни, премногу и демократски земји. Затоа во НАТО има и различни ставови. И вие знаете дека и во овој самит влегува со различни ставови за одредени прашања. Меѓутоа, на крајот, сепак, со таа декларација се гледа дека сепак НАТО функционира безпрекорно во однос на сите други збивања. Не е како што вели францускиот претседател Макрон. Не е така, затоа што морам да одговорам и на едно прашање на кратко. Ние малку се осврнуваме на тоа зошто се формираше НАТО. Не само да знаеме дека 70 години од НАТО. И во тоа време, значи, кога Европа беше истоштена од Втората светска војна, 50, некои викат 60 милиони луѓе гинеле, и тогаш со Маршаловиот план Хари Труман даде 13 милиарди долари за европскиве земји кои сакаше за да можат да некако да се опорават од таа светска војна. Во тоа време Советскиот сојуз тоа беше Сталин. Во Сталиново време, значи, имаше една експанзија, обид за експанзија врз европските земји, тоа значи врз демократијата. И сега таа демократија за да се брани во Европа, американците помогнале и се организирали и формирале НАТО за да опонира на таква експанзија, затоа што се покажа дека најсуров систем е тој комунизам со диктатура и нема посуров. Светска војна, воопшто да не се, мислам, да не мислите на тоа, нема да има веќе светска војна. Заврши таа работа. Нема светска војна затоа што е НАТО. Кој е тој што е... Да, гарант на мирот. Кој е тој што ќе го нападне НАТО? Односно, кој е тој што ќе го нападне Македонија како членка на НАТО? Се активира членот 5 веднаш. Да. И сакам да кажам дека во тие периоди што ги спомнавте, од Прва светска војна до Втора, колку е? 25 години. Нема повише. 18-та, Да. 39-та, Значи, 21. од 49-та само или 45-та до
денеска се 74 години. 74 години немаме светска војна. Имаме жаришта, каде што се интервенира, и тоа е гарант на мирот, затоа што светските војни одеднаш за 3-4 години значи прават пустош. И сега кој ќе нападне? Да се нападне НАТО, тоа значи зашто нема светска војна, затоа што светот нема да постои. Да, и веројатно дека и после нуклеарното оружје се сменија сите тие релации. Да. Третата светска војна ќе биде последна, така да. Ако лези во НАТО ќе има нуклеарно оружје. Да. Нели? На располагање. Пошто нашите сојузници имаат мислам не дај Боже да не дадат на нас оружје, први ќе го употребиме, гарант. Да се насмееме. Богоевски, интересен е ставот на ВМРО ДПМН во поглед на целава приказна околу НАТО. Ако се вратиме, значи еве во блиско минато кај Преспанскиот договор, каде што беа жестоки продирници, кај референдумот кога направија пасивен бојкот на референдумот, кој се разбира дека тоа беше целиот процес поврзан со НАТО, значи слободно може да се каже дека партијата се обиде да го обструира целиот процес, за денеска да поднесат декларација, иницијатива до владата и бараат итна ратификација на протоколот за членство во НАТО во собранието. Се обидували сега некако опозицијата да фати чекор со новата реалност? Многу пати сум кажал до сега и уште не ќе кажам. Во тој момент јас бев нели во раководството на партијата, скоро и да немаше грижи за името Македонија. Единствената грижа беше како да се спаси господинот Груевски. Бојкот беше организиран за да се спречи правдата, а не да се спречи Преспанскиот договор или да се спречи промената на името. После тоа, преку ноќ, сиот тој бојкот беше шитнат под маса за да се добие слобода, за малкумина, а на никого око не му трепна за промената на името Македонија. Затоа кога зборуваме за патриоти или за предавници, граѓаните треба сериозно да размислат каде се патриотите, а каде се предавниците. Единствена патриотска опција за време на референдумот беше можноста се гласа против тој Преспански договор, и доколку победеше опцијата против, тогаш Преспанскиот договор ќе беше ставен на дакта и немаше да дојде до промена на името. Тоа не беше поддржано, бидејќи не беше цел на естаблишментот во партијата да го заштити името. Целта беше да се заштити господин Груевски и малкумина околу него. Точно, во овој момент има пратеници кои сакаат протокол да го ратификуваат овој пратенички состав. И јас не се согласувам. Овој состав пратенички имаше многу бурен мандат. Не е само за Преспанскиот договор и промената, и Бугарскиот договор, и јас го викам и Линденски договор, и ред други, случувањата 27 беа, сето тоа го преживеа овој пратенички состав. И новој пратенички состав треба да биде оставена честа да го ратификува договорот со НАТО. А хипокризијата во која живее естаблишментот, малкумин од раководството на ВМРО ДПМН е евидентна и се смее целиот народ. Луѓето кои беа шефови на бојкот, кои го водеа штабот на бојкот, сега се шефови на НАТО процесот. Малце е смешно, се смејат граѓаните, се смееме и ние, но за жал воопшто не е лесно за тие што сме членови на ВМРО ДПМН, а проатлантисти или западен блок во партијата, визави оној советски блок кој владее во партијата во моментов. За нас не е воопшто смешно тоа што се претвори ВМРО ДПМН, а се претвори во еден идеолошки казамат. И тоа е сериозен проблем. Да. Добро. Општествен проблем, не е само тоа партијски проблем. Тоа е општествен проблем, бидејќи генерира кризи, перманентни кризи на политичкиот систем во земјата, а тие кризи го нарушуваат и државниот систем, институционалниот систем. Да. И тоа е сериозна работа за обсервација и со која треба да се справиме наредниот период. Да, на нас практично времето ни е истечено, но Василевски ќе ви дозволам и на вас кратко, само ве молам, еден краток блиц одговор за крај. Мислите ли дека барем еве нешто добро ќе се извлече од овој негативен процес според вас, нели? Дали мислите дека
дали со полноправното членство во НАТО, барем ќе има еден напредок во поглед на правото и правната држава, проблем кој кај нас веројатно е еден од најголемите. Сосем кратко, јас бев активно вклучен во процесот на бојкот на референдумот и не го делам ставот дека сите што беа вклучени во тоа одработиле некоја агенда слично. Не за свесни, секогаш ќе има лешинари и маршојаци што ќе искористат од некоја идеја добра. Во ред. Немаме сега време да ти Господин Богојски зборуваше за ВМРО да помине повеќе, но во ред. Добро, тоа се ваши десничарски. Дали ќе има нешто добро? Добро не гледам ништо, како што не гледам ништо добро за левицата под НАТО пактот. Во овие 70 години од НАТО, во низа земји, како во Турција е најдобар пример, токму левичари биле и пред стрелачки вод истакнувани да бидат убиени како левичари, затоа што се против тој воен сојуз, чиј интерес има само корпорациите и воената индустрија. Едино добро е вмрежувањето, мислам во наводници добро, со левичарските партии од Европа, од Балканот, кои што ќе имаат заеднички непријател од фрлање на оваа воена сила од одлучувањето. Она што го викате демократија е демократија за богаташите, не е демократија за работниците. Кога е веќе НАТО самитот во Лондон, би сакал да на крај да дадам единствена надеж, тоа е се изборите во Велика Британија. Јас лично полагам надежи во Лабористичката партија и нејзиниот лидер Джереми Корбин. Од таму ќе почнат промените. Сето другово е само зголемување. Сето ова е само зголемување на анкетите покажуваат дека надежите на териториите на агресор. НАТО е толерантна сила, и воена и политички. Левичарите ги толерираат на целата територија. За разлика од диктаторските режими кои не толерираат различност. НАТО толерира. Добро, ви благодарам на сите за учеството во емисијата. На вас, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и секако на довербата. Останете со нашата програма.